ова издание. Над 90 милиони заразени на глобално ниво. Какви нови мерки преземаат државите? Афроамериканците во САД жртви на дискриминација и насилство и додека возат. Нов документарец открива тлабок систематски расизам. Уникатна кулинарска традиција на босанските бегалци во Америка. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, јас сум Милена Ѓоргиевска. Денешното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски го почнуваме со новите рестриктивни мерки, што државите ги преземаат да се справат со ширењето на коронавирусот, особено по појавата на новите мутации. До сега во светот се регистрирани над 90 милиони заразени. Јапонија објави воредна состојба во Токио и 3 околни региони, како што бројот на случаи на коронавирус продолжува да се зголемува, достигнувајќи дневен рекорд од речиси 2500 заразени во главниот град. Премиерот Йошихиде Суга најави дека новите рестриктивни мерки ќе траат 1 месец. Од новогодишните празници бројот на заразени со коронавирус е екстремно висок и ситуацијата стана многу тешка. Целта на властите е вакцинирањето да почне до крајот на февруари. Реакциите во Токио се измешани. Ја поддржувам одредната состојба, бидејќи не постои друг начин да ги спречиме луѓето да излегуваат надвор. Работам во компјутерска фирма и често одиме на пијачка после 8 часот навечер, за да зборуваме за работата. Сега не знам каде да го правам тоа, загрижена сум. COVID-19 се шири надвор од Азија. Либан воведе 25 дена национален карантин. Оваа мала држава го надмина рекордот на дневни заразени од речиси 4800 случаи 3 дена поред. Пандемијата предизвика невидена економска и финансиска криза, кои доведоа до пад на локалната валута, губејќи 80% од незината вредност во однос на доларот. Во Африка председателот на Сенегал Маки Сал исто така прогласи воредна состојба и воведе полициски час во најпогодените градови Дакар и Тиес, каде се наоѓаат 90% од заразените во државата. Според некои потребни се и потврсти мерки. Не гледам смисла да има полициски час од 9 часот навечер до 5 наутро, кога раздвиженоста е најголема наутро во автобуси и на улица, каде луѓето не носат маски и не ги почитуваат мерките. Мислам дека треба да биде уште поригорозно. Полицискиот час не е добар, бидејќи мора да престанеме да работиме порано. Но тоа е решение, тоа е она што не заштитува. Сега бројот на заразени низ целиот свет достигна над 88 милиони, според податоците на Универзитетот Џонс Хопкинс. Систематскиот расизам во САД може да се види на патиштата, каде афроамериканските возачи се соочуваат со дискриминација и насилство. Овој проблем кој што се провлекува уште од робството е прикажан во нов документарец за црните возачи. Гласот на Америка разговараше со режисерот Рик Брнс. Возејки додека си црнец е документарец на Рик Брнс која прикажува дискриминацијата и насилството со која афроамериканците често се соочуваат додека возат. За да го разбереме она што се случува денеска, ние цврсто веруваме дека мора да се вратиме наназад, до робството, затоа што тоа е времето во кое немало слобода и мобилност. Филмот документира како за време на американскиот меѓувоен период сопствениците на плантажи користеле патроли за да ги надгледуваат и казнуваат робовите кои се обидувале да избегаат. Ги прикажува овие ловци на робови како претходници на белите супремацисти и на некои локални шерифи по укинувањето на робството во времето на законите за сегрегација кои ги таргетирале афроамериканските возачи од 1920-тите до 1960-тите години. Liberty is locomotion. Слободата е движење, тоа е форма на самоосознавање. Возите автомобил, можете да одите каде сакате, кога сакате, да не седите на задните клупи на автобусот. Но исто така тоа отвора цел свет на предизвици зашто мора да се движите во простори каде мобилноста на афроамериканците се гледа како загрижувачка и непријатна и каде голем дел од белите американци сакаат да го запрат тоа. Навечер опасностите биле поголеми за црните возачи.
So one of the hazards of driving Една од опасностите додека возите е да сретнете луѓе кои не сакаат да бидете во нивниот дел од шумата. Кога велам нивниот дел од шумата, мислам дека треба да внимавате да не бидете линчувани, малтретирани или преплашени. How do you navigate? Како да се движите низ американските автопати за време на сегрегацијата ако сте афроамериканец? Вашата ќерка можеби треба да оди во тоалет, вие можеби треба да ставите гориво или не дај Боже да имате итна потреба од лекарска помош. Каде ќе спиете, каде ќе јадете, каде ќе се шишате. Зелената книга за црни возачи имала список на вакви места. Била објавена во 1936 од Виктор Хуго Грин, поштар од Њу Јорк. Во неа на мапа биле ставени сите бизнеси во сопственост на афроамериканци. На крајот, вели Рик Бернс, ширењето на американските автопати обезбедило ниво на заштита за афроамериканските возачи, им дало алтернативи во однос на локалните и на патиштата на сојузните држави. Сепак, филмот покажува дека афроамериканските возачи се уште се расно профилирани и веројатноста да бидат запрени од полицијата за нив е поголема. And so if people want to say, what is this thing? Знаете, ако луѓето сакаат да кажат што е ова, структурен расизам, системски расизам, нешта кои на прв поглед делуваат апстрактно. Не е апстрактно, туку е многу конкретно. А традиционалните босански пити се специјалитет во Америка, кој со генерации го пренесуваат босанските бегалци. За оваа уникатна балканска традиција зборуваат имигранти од Босна и Херцеговина, кои сега имаат бизнис во Вашингтон. Семејството Медуњанин побегна од војната во Босна 92, но не ја остави културата зад себе. Пристигнувајќи во Њујорк, тие сакале да ја донесат старата држава во нивниот нов дом. Денеска ова семејство е собственик на 2 ресторани специјализирани за босанска кујна и пекара за традиционални босански пити. Onda kad smo mi kao Кога втората генерација го презема занаетот, јас, брат ми и сестра ми размислувавме да го претвориме Џердан во бренд не само во Њу Јорк и Њу Џерси, туку насекаде во земјата. Енес Алич исто така се доселил во САД од Босна во 90-тите. Од 2006 Алич со неговата сопруга се собственици на мала продавница Eurofood во Александрија, Вирџинија и продаваат продукти од Балканот. Ние преживеавме со бизнисот, многу други затворија. Пандемијата со коронавирусот, што ги погоди САД од средината на март, не го принуди семејството Медуњанин да затвори. jako strašno, pogotovo ovdje. Беше страшно, особено во март, април и мај, но немаше опција да го затвориме бизнисот за кој нашите родители напорно работеле да го изградат. Алич не ја затворил продавницата. Vrlo teško je bilo naći sredstva. Беше тешко да се најдат средства за дезинфекција, маски, тоалетна хартија. Многу патував по набавки, се слушав со луѓе, но успеав да ги обезбедам тие работи во продавницата. Босанскиот имигрант Един Сарачевич беше уште похрабар. Одлучи да почне бизнис за време на пандемија. Во април Сарачевич го основаше Мезе Хаб за онлайн достава на производи од Балканот. Prvo mi vidimo da Со етничката храна имаме специјална емотивна поврзаност. Носталгични, не подсетува на нашата татковина, на срекни времења, на готвењето на нашите мајки. Во време на COVID-19, на оваа бизнис идеја гледавме како на нешто што нуди емотивен конфор. Сите овие бизниси, иако се подпираат на традицијата, се обидуваат да допрат и до американците. To nam je u stvari Наша целна група како муштери се претежно луѓето од поранешна Југославија, но сакавме да направиме нешто посериозно, да ја представиме нашата култура и држава овде во САД. Некои работи може да служат како доказ за успех дека и покрај пандемијата и затварање на илјадници мали бизниси, овие тројца бизнисмени не само што се успешни, туку и многу популарни. Од мене толку, се гледаме утре повторно. Пријатно.